70 непрехранбени артикли, главно за деца, деновиве се најдоа во регистарот за небезбедни производи во продажба од Агенцијата за контрола на пазарот на Босна и Херцеговина. Србија ја има црната и бела листа со која потрошувачите лесно се информираат што е добро, а што не чини на нивниот пазар. Европските држави го имаат RAPEX системот за брзо известување, а во Македонија информациите тешко стигнуваат до потрошувачите. Не сум сретнала до сега кај нас дека се објавува, меѓутоа ние некако, како да каскаме малце во тоа објавувањето на системот на производи кои што во RAPEX-от ги нема. Ги има и се повлечени и кај нас. Треба сето тоа да се воспостави на можеби една малце поинаква и појака основа со цел да се заштитат повеќе потрошувачите, особено во доменот на безбедноста, кај што ние немаме некоја огромна улога. Ние имаме улога како организација на потрошувачи, меѓутоа ние немаме средства за да можеме да вршиме истражување со узоркување од пазарот. Мал е бројот на оние потрошувачи кои знаат каде да се обратат кога се сомневаат во безбедноста на некој производ. Најголем дел од нив се откажуваат и пред да тропнат кај институциите, бидејќи сметаат дека ништо нема да се промени. Не знам каде да се обратам. Тој мислам и да се обратам нема да се врати тоа, например, или нешто да се заврши репозиција. Не знам, се обавестам кај би се обратам. Кој се жали кај нас? И кај ќе се жали? На кого да се скажи? Каде, како беше таа изреката? Каде ја те тужи, каде ја те судиете? На кого? Македонија нема акредитирана лабораторија за проверка на безбедноста на непрехранбените производи. За целата територија само 3 инспектори во државниот пазарен инспекторат се задолжени за вакви проверки. Лани биле повлечени новогодишни сијалички. Од неодамна се повлекуваат детски букви, кои иако претходно биле повлечени од Европската унија, сепак се нашле на нашиот пазар, информираат од инспекторатот. Посочуваат дека царината е прва бариера, а кога робата ќе стигне во продавница, тогаш почнува нивната работа. Проверка на документи, иако има сомнеш, налог за лабораториско испитување. Тоа е една многу поскапа процедура за реализација. Значи, ти е многу тешко, само во случај кога ќе видиме дека ептене производот ризичен за потрошувачите, во тие случаи. Значи, вака одиме се во папирологија, во документацијата на производот. Што документи има обезбедено возникот на производот. Се случува некојаш да побарате вие додатно испитување во акредитирана лабораторија на одреден производ? Ретко се случува така нешто. Земјите од Европската унија преку RAPEX системот за брзо известување и редовните заеднички лабораториски контроли будно ја следат состојбата на своите пазари. Македонија не е дел од овој систем, па затоа и европските стандарди може да се заобиколат ако не се прифатени со нашите закони. Не сме ние во таа група на држави, значи членки на Европска унија, каде што веќе имате пристап до самите тие лаборатории да се види точно што е направено, како е направено, значи зошто е повлечено. Тоа ќе уследи кога ќе станеме членка на Европската унија. Меѓутоа, колку што можеме, со една голема будност на инспекцијските органи, со будност на царината, ние стварно можеме да се заштитиме од увоз, од влез на такви производи кои што се забранети. И покрај строгите контроли, бројни афери пресека и детските играчки редовно ја тресат Европа. Во Македонија институциите смируваат, производите се безбедни. Во меѓувреме земјите од југоисточна Европа работат и на создавање заеднички мини RAPEX систем за лабораториска контрола и брзо известување, кои опасни производи стигнале на овие пазари. Во инспекторатот кај нас се планира и објавување на листа со небезбедни производи што се повлекуваат од продавниците. Таму изборот е голем, а граѓаните збунети.